Препејувачите и преведувачите ги пресоздаваат оригиналните дела, адаптирајќи ги на јазикот на кој што се преведуваат, велат книжевните преведувачи и лингвисти Игор Станојовски и Звонко Димовски. За Димовски поезијата е особено привлечна, а тој смета дека секој добар препејувач мора да најде соодветно решение за преведувачките дилеми во сопствениот јазик. За македонскиот пак смета дека е јазик што има голем потенцијал и тоа се обидува да го докаже во секој нов превод. Јас не би рекол дека се запрашувам дали мојот јазик ми овозможува тоа да го сработам, туку јас како препејувач и преведувач се трудам да докажам дека нашиот јазик поседува таков речнички фонд, е доволно архаичен, за да долови различни чувства, различни историски периоди. Доволно има напластени значења во себе си јазикот и тој аспект од мојата работа го сметам за најважен. Да потврдам и да докажам дека нашиот јазик ги поседува тие алатки, тие матрици, тие чувства кои што можат да се доловат, бидејќи многу често слушаме и од повозрастните, а посебно од помладите читатели, дека македонскиот јазик е сиромашен, дека македонскиот јазик не им дозволува доволно да се изразат себе си, иако е сосем обратно, едноставно не го познаваат доволно јазикот. И не само јазикот, туку тоа што е многу важно, не го познаваат архаичниот слој на јазикот, кој што е суштински кога се работи препев, или превод, или кога се пишува архаичниот слој на јазикот. И значењата на јазикот, што има отаде зборовите. Многу од зборовите немаат нели едно значење. И сега тука во прашање е нашата вештина, како и на кое место ќе сместиме во стихот или во реченицата одбран збор, за да го доловиме конкретното значење што се крие за нечија мисла. Како што кажав претходно, јас сметам дека препеувањето и преведувањето е создавање на нов текст. Нов креативен чин. Така, создавање на нов текст и мојот личен пристап кога работам, не почнувам да преведувам додека не заклучувам дека веќе размислувам како писателот, писателката со која што работам. Станојовски пак предпочита да преведува романи затоа што и самиот е романописец. Вели дека за квалитетно да се преведе еден роман, потребна е голема концентрација. Јас поезија слабо работам, ретко многу препејувам поезија и досега имам препејано само 2 стихозбирки, ова од украинскиот поет и една стихозбирка од словачки поет и толку. Значи главно работам со романи и тоа. И јас пишувам романи и сакам да преведувам романи. Дали е сега преводот чин на пресоздавање, не е тоа создавање на ново дело, ама чин на пресоздавање нормално дека имаме тука. Македонскиот јазик е сосема доволно богат за да можеме да преведуваме на македонски јазик, да преведуваме книжевност од странски на македонски јазик, тоа тука нема дискусија. Навистина може да се случи да дојдеме до некоја реченица или до некоја синтагма која малку потешко се доловува на македонски. Ама пак тука треба да се внимава на тоа, да се обрне внимание на тоа која била целта на писателот, односно што мислел и што сакал да постигне со тоа. И никој не ни брани и синтаксички тоа да го преформулираме и едноставно да напишеме реченица која ќе биде за нашите читатели, која ќе биде добра и приемлива, а не е работата сето тоа да се долови некако буквално, а потоа на македонскиот читател да не му биде интересен тој роман да го чита. Значи пак треба во процесот на тоа пресоздавање да се напише дело кое ќе биде интересно за македонскиот читател. Мислам таа конечната форма треба да биде таква.
И мислам дека имаме проблем во преведувањето во Македонија. Имаме проблем кај книжевниот превод, што доста често се забележува некоја прекршеност на стилот. Односно, до тоа се доаѓа кога преведувачот погледнува во преводот и гледа, да речеме, 3-4 збора, па се врти на компјутерот, ги пишува тие 3-4 збора, па го погледнува остатокот од реченицата, пак го пишува тоа, и во преводот тоа се забележува. И потоа на читателите тоа не име убаво за читање, не име течно. Затоа најдобро е да се гледа целата реченица и да се преведува течно. И најубаво, веројатно, би требало најубаво да преведуваат, мислам, сега зборувам за проза главно. За поезија, добро, ќе го погледнеш стихот еднаш, 2 пати, 3 пати, целиот. Меѓутоа, кај прозата, затоа што станува збор за големо количество текст и преведувачот сака колку што е можно побрзо тоа да го заврши, да си ги земе парите. Веројатно најдобро преведуваат тие што ја гледаат целата реченица, односно ете да речеме тие што имаат, што знаат да работат на тастатура гледајќи во текстот, значи да не гледаат, да работат на тастатура со сите прсти без да гледаат во тастатурата, мислам дека тоа е предност. Генералната оценка на овие преведувачи е дека нивото на преводите во земјава е релативно ниско. Сметаат дека издавачите, но и самите преведувачи треба да имаат посериозен однос кон преводите за да имаме поквалитетна литература.